Трајче Петковски ни е гостин. Денот на танцот, светски ден на танцот, 29 април. Што значи за вас танчерите танцот и денот на танцот? За танчерите значи празник, прослава. Ние го одбележуваме секоја година во Македонија, инаку е роден ден на Жан Жорж Новер, кој што е реформатор во танцот, односно татко на модерниот балет. Сега е популарно на Интернационалниот ден на танцот да има разни случувања. Во Македонија има полно исто така случувања. Знам дека Танцфест, Ресима Ресимкин има голем број на представи, перформанси кои што ја збогатуваат културната сцена во Македонија. Ние со танцовите студија сме турбо со работа. Што да кажем, се вратив од Србија, спремавме огромен проект таму со над 500 танчери кои што денеска ќе се промовира по српските медиуми. И така си бараме често предизвици, инспирација, начин како да бидеме покреативни, подобри од година во година. Та и со Илија Карадаковски заминувате за Данска, за Копенхаген, веднаш по непосредно по гостувањето ќе кажеме, да. Па требаше со Илија да дојдеме, ние некако заеднички секаде настапуваме, иако сме различни танцови студија, сепак заеднички настапуваме, но ми падна честа јас да бидам денеска сам со тебе во емисија, мада се знаеме ние од претходно супер ќе не биде. Да, да видиме Охрид како танцува, светски ден на танцот во нашиот бисер, и таму има танцово студио и таму се практикува овој прекрасен сегмент од нашето живење. Да видиме колешката Сонја Рилковска што ќе ни донесе од Охрид. Сонја, добро утро повтор пат. Така е, Бранко, добро ви утро повтор пат. Како што кажа, и Охрид има свое танцово студио, тоа е студиото Соната. Овде е со нас е Даниел Наумовски од студио Соната. Добро утро, Даниел, ти благодариме што си дел од утринската програма на овој светски ден на танцот. Би сакала да те запрашам колку охриѓани танцуваат? Добро утро, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Благодарам за поканата. Охриѓани танцуваат и тоа многу одамна. Има еден интересен историски факт поврзан со Охрид. Охрид има првата танцова школа во Македонија со собствен печат. Ние сме како студио за танци Соната, постоиме некаде 20 на години и сме наследници директно на таа прва танцова школа која што беше формирана од сега покојниот Коле Петкукевски и постоиме некаде околу 20 на години како Соната, а реков некаде крајот на 70-тите веќе е формиран првиот танцов клуб, односно клуб за модерни танци во Охрид. Какви танцови се практикуваат во вашето студио, што е она што најмногу? Соната во моментов организира часови за оние кои што се заинтересирани да следат настава по класичен балет, современ танци и хип-хоп. За жал, латиноамериканските танци некако во последно време се помалку популарни помеѓу охриѓани, но можеме да се пофалиме со многу квалитетни танчери кои што се покажале на високи, односно освоиле високи позиции на многу познати надпревари ширум светот во класичниот балет, хип-хопот и современиот танц, како што кажав. Браво. Колку членови броите во момент? Во моментот сме некаде околу 80 членови, тоа се деца на возраст некаде од 5 годишна возраст па се до кај 18. И не смеам да заборавам една група на прекрасни млади жени во својата најубава возраст околу 50 години. Одлично. Ајде, Даниел, да споменеме како танцот влијае на менталното, а и на физичкото здравје. Танцот се чини дека еден од најубавите, се сакате да го сватите како спорт, некој вела дека е спорт, некој не. Овој светски ден на танцот се прославува во правец на популаризирање на танцот како дисциплина која што всушност го прославува начинот на живот, но и представува еден своевиден уметнички феномен. Представувам движење на телото кое што во секоја смисла на зборот прави само добро за телото. Влијае позитивно за коските, за мускулите, она што секојдневно го имаме како проблем децата со телефоните, искривувањата, сите тие работи. Ако има соодветен ментор кој што многу добро ги познава работите, тогаш сето тоа може да стане минато. Освен тоа што влијае на физичкото здравје, влијае и на психичкото здравје, особено помеѓу младите, затоа што е одличен начин за комуникација помеѓу младите, се создава една емпатија преку танцот и најдобро кажано е одличен начин за дружење помеѓу било кој. Одлично.
И за крај накусо, имаме ли често концерти, настапи, такви случувања? Она што ние во Охрид го правиме, некаде на почетокот на првата половина на јуни месец имаме годишен концерт, кога настапуваме да се покажеме што сме работеле во текот на целата измината година. Во принцип учествуваме на многу надпревари во текот на годината и годинава подготвуваме, се надевам дека за брзо време ќе излеземе со една информација околу еден мултимедијален танцов спектакл кој што се вика Кукли и маски и други грди сказки. Тој е проект на една група од 9 млади луѓе кои што сакаат да раскажат нивната секојдневна приказна во училиштето за сите тие проблеми кои што ги имаат, токму за она што вие пред малку прашавте, менталното здравје и докаде сме со тоа. Одлично, Даниел, ви благодарам многу, посакувам да постоите уште долги години и децении да нишите, а јас можам да кажам на Бранко дека и сум била на еден час во Соната и навистина е прекрасно чувството. Бранко, Па немој да застанеш тука, Сонја, нека не биде еден час, па некој од наредните емисии на кејот на или како се на крајбрежјето, на пристаништето на Охрид да видиме една точка. Ти благодариме за јавувањето ова утро. Сонја Рулковска беше тоа од Охрид. Тема е танцот. Танцот е радост, слобода и начин на изразување. Танцот им припаѓа на сите, така сакаат да кажат танчерите. Колку трајче во Македонија сте задоволни од нивото на перформанс што го имаме како нација која што танцува, колку сте задоволни од тоа како е застапен танцот, како е третиран? Па види, значи, ќе се навратам едно 5 години наназад, кога успеавме короната да ја преживееме, да ги спасиме танцовите клубови, сега нема никаков проблем. Мислам дека одиме во нагорно ниво, со оглед на тоа што дигитализацијата е секаде присутна и изворот на информации за танц е неограничен. Многу е полесно да луѓето учат, луѓето да напредуваат. Како што кажа Даниел, кој што исто така ми е добар пријател од Охрид, значи танцот е популарен и е феномен и не е само спорт, туку е начин на живење. Многу популарен начин на живење кој што пред се кај младите може само да донесе бенефити, може да донесе одлична координација, одличен дух, спортска енергија, дисциплина, развивање на разноразни способности и тоа го прави специфичен, тоа го прави многу подостапен за сите. Интересен, особено за помладата популација. Помладата популација се повеќе и повеќе е на танц, се повеќе и повеќе студија има во Македонија и нивото на сите студија во Македонија е на многу високо ниво. Она што стандард нас не недостасува се финансии во кои што тие танчери би се надоградувале, би можеле од одредена точка која што ја достигнале да се усовршат и да достигнат некои врвни светски форми. За жал, само индивидуалци моментално може да си го дозволат тоа или индивидуалци да бидат препознаени од некои светски куќи, но сите сме оптимисти и се надеваме дека ќе дојдат и подобри времења. Не дека се лоши, но ние секогаш целиме кон највисокото. И што е најважно, танчеристе не може да има кај вас луѓе кои што не се согласуваат. Спомена дека од Охрид се добри пријатели, сите сте добри пријатели, се чини танцот по природа е таков, ги прави луѓето пријатели. Па со оглед на тоа дека има, верувал или не, над 60-70 танцови студија во Македонија, прилично добро се согласуваме помеѓу себе и навистина сум задоволен на тоа како колегите си помагаат помеѓу себе. Бидете такви, останете такви. 2026 година во Македонија Европското првенство од џез, модерен и класичен балет. Ете така, значи наредната година имаме еден настан кој што се повторува после 4 години. Во 2022 година имавме Европско првенство во класичен, модерен и џез балет. Повторно ни припадна таа чест во 2026 година да го организираме. Веќе сме во завршна фаза од подготовките, го завршуваме брендингот, кампањата, точно се знае колку танчери ќе дојдат, отприлика колку земји ќе дојдат. Буквално се е подготвено, само чекаме уште барем месец дена да пројде за да ја стартуваме кампањата. Исклучително голем предизвик е да се организира таков еден Добро, предизвик видовме, ќе зборуваме подоцна за светското првенство хип-хоп. Што значи ова за Македонија? Број на танчери, број на надпреварувачи, колку е тешко да се организира, колку земји учеснички, кој е најдобар? Ова се прашања кои што не интересираат за она што следната година ќе го видиме во Скопје.
Првенствено за државата многу значи. Зошто? Заради тоа што државата ќе ја запознаат нови луѓе, нови држави. Многу од државите не знаат каде се наоѓа Македонија, не знаат каде се наоѓа Скопје. Не се запознаени со македонската традиција, не се запознаени со македонската култура. Не се запознаени со македонскиот танц и тука се развиваат тие комуникации помеѓу нашите студија, односно нашите танчери и странските танчери. Особено ни е важна таа комуникација да странците препознаат квалитет кај нас, а имаме квалитет. И не зборуваме овдека за 100, 200, 300 странци кои што би дошле, туку збориме за негде околу 4000 танчери кои што би биле во Македонија десетина дена. Од прилика негде од 25 до 35 држави кои што би се надпреварувале. Значи многу за македонската економија, значи многу за македонските угостители, за хотелите, за сите буквално кои што се во општеството, навистина многу значи. Значи многу за танчерите, многу значи за танцовите студија, бидејќи имаат мотив да работат за да бидат подобри, а притоа немаат потреба да потрошат голема сума на средства за да патуваат до некоја да патуваат до Шведска, до Германија, па до и да проверат Полска, до каде се во компетитивниот момент од но првенствено е мотивацијата, знаете, да имаш надпреварување кое што е светско или европско во сопствената држава, пред се значи да се покажеш во најдобро светло и да ја представиш државата во најдобро светло, потоа да си ги одмериш силите со останатите. Навистина е голема мотивација за сите. Јас знам како беше минатата година со првенствата кои што ги организиравме за нашите танчери од Брекалек, не само за танчерите, туку и за родителите. Тоа е една еуфорија која што навистина треба да се доживее. Не само пред настанот, туку и за време и после настанот, бидејќи тие емоции не застануваат тука завршено. Роботи да се исклучиме не во истиот момент. Тоа е момент. мотив и за понатаму сум дошол до овде, сега можам понатаму да бидам подобар во следната година. Така што има огромни придобивки од организација на вакви културни настани во нашата држава. Трајче минатата година светското првенство хип-хоп со над 5000 надпреварувачи, 20.000 гости. Тоа се бројки кои што се сериозни, бројки кои што, па речи си, да не бидеме сега ригидни, меѓутоа многу малку сегменти од нашето општество може да се пофалат дека ги имаат постигнато. Верувај ми, тоа е најкомпликуваниот, но и најубавиот настан кој што воопшто го имам организирано и воопшто се има случајно во Светската танцова федерација. 5000 танчери е маса на луѓе. Ми се случи пред некој ден да се возам во такси и да си разговарам со таксистот баш на темата танц и ми вика со каков танц се занимаваш? Викам со хип-хоп. И човекот ми вика лани, што беше тоа во Скопје во октомври, цел град преплавен, луѓе играат на плоштад, луѓе играат по кеј, луѓе сегде танцуваат, звучници на сите страни. Значи тоа е тој дух кој што го има танцот и кој што го доби Скопје за тие 10 дена. Значи не е само 5000 танчери, туку се 20.000 еуфорични гости кои што дошле и да си ги бодрат своите, да уживаат надвор од нивната држава, да се надпреваруваат, да ја искусат Македонија во секој можен поглед и таа енергија навистина треба да се доживее. Многу е тешко да се изорганизира, но во исто време и предизвик е и задоволство да се изорганизира. Добро, и во вашата сфера се луѓе кои што се кротки, луѓе кои што не застрануваат, луѓе кои што едноставно и да не е не знам колку и како организирано, сепак тие ќе се вклопат во тој така наречен флоу, танцот го носи тоа со себе и самите учесници ќе го направат настанот да биде таков каков што е. Ако знаеме кои се словенците кои што се 1000 луѓе, 900 колку биле? Да, 920. Канада 400, да. Јужна Африка 180, Гвинеја, Зимбабве, Индија, Кореја, Тајланд, Филипини, Мексико, Иран. Сето тоа како успеавте, сето тоа виножито од луѓе да го споите во едно? Првенствено е многу тешко да ги убедиш овде луѓето, нашите луѓе, да ги убедиш дека толкава маса на луѓе доаѓа. Значи Канада е спомна. Мене ми беше тешко да убедам хотел дека 400 луѓе бараат сместување да се сместат сите заедно. И сега викаме, како ќе дојдат 400 луѓе одеднаш? Викам, така ќе дојдат 400 луѓе одеднаш. После барам 920 сместување за Словенија. И вика, па како доаѓаат тие 920? Викам, со автобуси доаѓаат, од кај да знам како доаѓаат? Имавме од Африка, имавме лепеза на луѓе, од Зимбабве, од Гвинеја, од Јужна Африка, од Гана, од кај се не беа.
Значи 180 африканци дојдоа во државата, од Тајланд, од Филипини, од каде се не пристигна луѓе, многу тешко да ги убедиш нашите дека сите тие земји ќе бидат тука сите заедно на овој настани, дека треба да им помогнеме да се сместат, да ги упатиме секаде и така натаму, али за Канада ми беше најинтересно, бидејќи им кажам колку луѓе 400. Нема шансе, вице ова, нема. Викам, навистина ми треба помогнете, помогнете ми, навистина тие 400 дојдоа сите заеднички, како една репрезентација, иако танцот не е како фудбалот или како олимписките спортови, односно како атлетиката и така натаму, сепак е на многу високо ниво, морам да кажам. Танцовите надпревари се исклучително компликувани надпревари, бидејќи таму се надпреваруваат голем број на надпреварувачи, имаат фора 1 минута да играат. Синхронизацијата е најголемата разлика меѓу спортовите кои што ги спомена и овој во танцот, како и во на синхронното пливање. Мора да бидат синхронизирани и тоа е можеби најтешкиот момент, најкомплицираниот момент. Но и самиот настан мора да биде синхронизиран заради тоа што се голем број на танцови дисциплини, значи едно светско првенство во хип-хоп. Едно мало пореметување на програмата и отиде настанот. Едно пореметување може да доведе до 3 часа одложување на настанот, заради тоа што секој си има посебен дел во тој настан, протоколот исклучително компликуван и е динамичен и тој се подготвува барем 1 година однапред и секој си знае што треба, како треба да направи и затоа кажам дека без разлика што танцот не е толку комерцијален како фудбалот, кошарката и останатите спортови, сепак е на исто ниво со нив, бидејќи масата која што е на луѓе и земјите кои што доаѓаат налагаат да мора да биде на најпрофесионален можен начин одработен. Трајче Петкоски, подпредседател во International Dance Organization, е сега како успеваш да се скоординираш со личноста што го носи твоето презиме, а се вика Андријана. Колку џокери имаш искористено кај сопругата? Денеска си сам, требаше да видите заедно, но? Значи, требаше да дојде Андријана првенствено. Јас сум заменов дека, бидејќи Андријана сепак е професионален балетски играч која што настапува како Значи, ти си пратеник, те прати да... Јас сум пратеник. Оди прво до продавница, па дојде во емисија и после продолжи си ги твоите обврски. Он е, значи, истакнат балетски солист во Националната опера и балет и сите заслуги одат за неа, бидејќи таа е главна за сите работи кои што се случуваат во Брейка Лек. Јас сум само помагател кој што имаше среќа да се вклучи во сета оваа работа и да ја одведе на едно малце поинакво ниво него таа што си го замислувал. А како подпредседател во Светската танцова организација, предизвик е бидејќи ностоп сум на патување, ностоп сум во комуникација со организатори, ностоп мора да се провери што се случува во различни европски земји, до каде се стигнати тие танцови надпревари. Динамично е, интересно е и ние како музичарите имаме одредени периоди како кога имаат они свадби, ние имаме танцови надпревари и ностоп сме на пат, но потоа останатото време максимално искористено да се посветам на семејството. Значи јас сум дома и на пат. Кафана нема, заборави. И на телевизија. Максимално го искористивме и ова време, некаде до 8:30 беше испланирано да трае разговорот. Ке зборуваме, има многу материјал за светските трендови, за организирање на танци, надпревари и слично. Инаку да споменеме дека имаме Мила Србиновска светски првак во хип-хоп, а Исмаили во импровизација и Вице светски првак во модерен балет. Имаме многу имиња кои што имаат голем потенцијал. Ти благодариме што ова утро беше со нас. Продолжуваме, нели остануваме на иста линија, продолжуваме со соработката, со нови информации те чекаме многу скоро. Многу скоро. Ја пред себе благодарам за гостувањето и се гледаме повторно во следна прилика. Трајче Петкоски беше тоа, зборувавме за Светскиот ден на танцот.